Кандидатот за градоначалник на Тетово од ВМРО ДПМН заедно со кандидатите за советници вчерашниот ден го поминаа со посети на стопански субјекти и средби со граѓани. Воведувањето на ред во сообраќајот е еден од проектите кои беа презентирани пред граѓаните. Поради зголемената фреквенција на возила, Тетово има огромен проблем со паркинг просторот. Заради ова, во нашата програма се предвидува изградба на повеќе катни гаражи, преку јавно-приватно партнерство, гаражи кои што ќе бидат од најсовремен тип, со кои што ќе обезбедиме поголем број на паркинг места во најкритичните точки во Тетово. А воедно, со решавањето на овој горлив проблем, ќе допринесеме за редуцирање на сообраќајниот метеж и загадувањето на воздухот во нашиот град. Според нашата програма, рокот на изведба на овој проект е до 2020 година. Вчера вечер кандидатите беа во посета и на неколку населбини низ Тетово. Поддршката од граѓаните, велат, им е најважна. Сакам да кажам дека наидуваме на огромна поддршка од граѓаните на Тетово, кои што имаат разбирање за нашите програмски определби и кои што масовно ќе не поддржат на 15 октомври. Воедно ги повикувам сите граѓани на Тетово, кога ќе биде донесена, ќе им биде доставена програмата, внимателно да ја прочитаат и да ја видат нашата визија. Исто така ги повикувам сите граѓани на Тетово да излезат на фер, демократски и коректни избори на 15 октомври, да ја поддржат кандидатската листа за советници со реден број 13 со носителот Александар Велјановски и кандидатот за градоначалник од ВМРО ДПМН со реден број 13 Горан Манојловски. Партијата денеска продолжува со своите предизборни активности.